Почитувани, убаво би било на местото на некогашниот познат бишкарник во Струмица денес да има современ објект на интернационалната компанија Facebook. Уште повеќе што на нивата од каде што Господ црпнува, сега да се гради најсовременото архитектонско чудо, новиот дом на Google. Почитувани, ова е само уште едно подсетување на лагите на Зоран Заев. Лани во септември, без трошка, образ и срам, тој излезе и соопшти дека во Македонија влегуваат две инвестиции на мултинационалните компании и гиганти Google и Facebook и дека владата е во напредни преговори со нив. И еве повеќе од една година од тогаш не само што ги нема овие две компании, туку нема ни една компанија која што би ги задржала македонските IT потенцијали, инженери, програмери, високо квалификувани македонци, кои се којдневно, соочувајќи се со лагите на Заев и неговиот криминоген клан, си заминуваат од државата. Во Република Македонија нема никакви инвестиции, а ги нема заради криминалот во власта. Инвеститорите сакаат сигурност, а не да бидат рекетирани и да им се бараат со куферчиња полни со желби пари или со кои домашни семејни фирми на кланот би требало да се работуваат, или кој да им биде раководител во компаниите во Македонија. Фондовите и помошта наместо во компаниите да завршуваат во партиските джебови, како што е случај во Република Македонија. Почитувани, македонските тирзови, технолошките зони, сега воопшто ги нема на ранг листите како до пред некоја година, кога беа бетонирани на првите позиции. На првото место сега се зоните од Србија. Македонската дирекција за развојните зони воопшто и не конкурирала за да ја има во извештаите, бидејќи, како што велат, и нема што да прикаже. Наместо реформска, оваа власт е комплетно антиреформска, баркајќи ги и оние инвеститори кои се веќе во Република Македонија. Секој потенцијален инвеститор, почитувани, пред да одговори позитивно на поканата за состанок, прво ќе се обиде да ја провери биографијата на промоторот или лицето со кое што треба да се сретне. А кој ќе дојде, кој би бил тој што би бил привлечен од странските инвеститори на разговори со Зоран Заев, или пак со Љубе Бошковски, или Рамис Мерко, Аднам Кјахил, Зоран Шапорич, Рамадани Даути, Апостоловска, да не го заборавиме и Самка Ибримовски. Во делот на економскиот напредок на нашата држава, почитувани, владата на Заев им вети на граѓаните отворање на 64.000 нови работни места во приватниот сектор, просечна плата од 30.000 денари и минимална плата од 16.000 денари, а докторите се уште очекуваат ветената плата од 100.000 денари. Граѓаните ги очекуваат инвестициите во нови 500 километри автопат и ветена повисока стапка на раст за економијата од најмалку 5% годишно. Граѓаните паметат, а Заев и неговата банда сметаат на нивно кратко паметење. Наскоро ќе се соочат со вистината, онака како што и граѓаните се соочија и се соочуваат со лагите и економската девастација и лична и на државата. Ви благодарам.